Председателот Трамп доби решавачка поддршка од републиканците за да ја порази најголемата закана во неговото 3-годишно председателствување. Трамп, кој е третиот американски лидер што некогаш е ставен пред суд во Сенатот, лесно ги победи напорите на демократите за да го избркаат од функцијата, затоа што нелегално побарал помош од Украина за да ги зајакне неговите реизборни напори во оваа година. Сенаторот на Јута, Мит Ромни, беше единствениот републиканец што ги мина партиските редови, гласајки за осуда за злоупотреба на службената должност. Но Ромни застана на страната на републиканското мнозинство во врска со обвинувањето за обструкција на Конгресот. Представничкиот дом под контрола на демократите го отповика Трамп на 18 декември за задржување на војната помош на Украина со цел да изврши притисок врз Киев да покрене истрага против неговиот политички ривал Џо Бајден. Импичментот на 45-тиот американски лидер фрли остра светлина врз политичката подоба во Америка. Ненси Пелоси, председател на представничкиот дом и лидер на демократите во Конгресот, рече дека со расчистувањето на Трамп републиканците добија нормализирано беззаконие. Лидерот на демократите во Сенатот, Чак Шумер, пак оцени: We always knew it was an uphill fight. No one had illusions that the president would be convicted. But we made the fight for truth and we made the fight for facts. And it created a bipartisan impeachment that can never be erased from history. Never. Лидерот на републиканското мнозинство, Мич Меконел, пак оцени дека демократите направиле голема политичка грешка. I can tell you this. Right now, this is a political loser for them. They initiated it. They thought this was a great idea. And at least for the short term, it has been a colossal political mistake. Ваквата пресуда на Сенатот, според посматрачите, расчисти една голема пречка за Трамп во неговата кампања за реизбор во ноември. Тој веднаш твитна монтажа на која се прикажува лажна насловна страница на списанието Time, во која тој е прогласен за председател за цела вечност.